Од сите политички партии до сега што биле на власт. Тоа заеднички. А народот што не бара одговорност од никого. Узурпирана држава би значило дека одлуките, на пример, во дадено министерство, даден ресор не ги носи оној кој што е именуван за функцијата, туку некој од заднината. Така што узурпацијата не подразбира влијание на странски фактори или пак влијание на странска сила, како што нели често може тоа да се како да кажам представи кај нас, туку подразбира постоење на паралелни системи или постоење на паралелни институции, барем така јас го разбирам и мислам дека на тоа и се алудира. Кој ќе влези мава овде свеш, кој влези мани. Така да. На изборите политичките партии го представуваат суверенитетот, гласот на народот. Дали мислите дека независно што и да се случува на изборите, тие партии си го имаат узурпирано тој дел и што и да се случува понатака, како да се гласа, дали едно за другото, ни пак на крај ќе направат некоја коалиција. Пак исто така. За кого да се гласа, на пример, за пратеници, тие пак ќе си ги купат него пратениците, како што беше сега со промена на устав, промена на кривичен законник, пуштање затвореници. А во бидовме во претходните случаи 11 години каде што имаше пуштање на амнестија, хашки трибунали, каде што беше амнестија, каде што го направија пак буквално истото. Каде е одговорноста? Што мислите вие за сето ова? Па нема одговорност, тоа е работата, што народот не бара одговорност, ниту пак има народот индивидуална одговорност. Прво, кај нас е малку проблем тоа што ние не може да утврдиме колку навистина има корупција. Значи, во оваа држава ние цело време говориме за перцепција на корупција. Дури оние индикатори, односно индекси на Transparency International говорат за тоа колку ние перцепираме дека ние корумпирана државата, меѓутоа ние формално гледано немаме доказ за таа корупција. Така што според мене изворот на корупцијата е во оние мали незаконски действија кои што секој од нас ги практикува и кои што смета дека се беззначајни, меѓутоа на генерален план сите тие малку по малку во мозаикот придонесуваат до лоша слика. Например, секој од нас кој што ќе се обиде преку заден пат побрзо да закаже сликање на лична карта или побрзо да заврши работа на студентски прашања со кафе или нели некој повик и слично, придонесува во создавање на една општа толеранција на корупција и затоа веќе ние сите сме научени дека така функционира системот и дека тоа е во ред. И затоа ние сме толку високо на скалата на индекс за перцепција на корупција. А за крупниот организиран криминал е веќе посериозна тема каде што треба да се размисли прво дали навистина се процесираат правите предмети, а второ дали предметите кои што се процесираат може да доведат до некаков резултат, бидејќи еве сега видовме пресуда во предметот рекет пред неколку дена, која што од една страна укажува на тоа дека државата е презема чекори за борба против корупција и организиран криминал, меѓутоа од друга страна има сериозни критики од експерти кои што се занимаваат со кривичното право за самата пресуда за постапката и слично. И доаѓа до ситуација да веќе постои сериозно неверување во системот. Пак би рекол дека ние самите сме криви, пошто многу мал процент на луѓе прават огромен број на корупција. Тој мал процент продолжува да прави корупција, зашто овој голем процент на луѓе на некој начин е слеп или не сака да придонесе нешто, да се побуни или било како факт на да сме пример пореволуционерна држава, не би имало вакви работи како тука. Јас се осеќам како Труман шоу да живееме тука и сега гледам државата како хумор некој и секојдневно работите што ги гледам се смеам на некој начин на нив, не дозволам дека ми изнервираат. Тие што имен мокта во моментот. И општо мое мислење дека секогаш без разлика за која партија или секогаш сметам дека кога ќе добие некој мок малку стане посебичен и плачен за тие работи и тоа влијае на неговиот карактер и како тој после ќе влади или било што. Имавме пример кај што едно девојче времено кај што го тепаат, меѓутоа видовме од друга страна дека не беше казнетен човек што претепа друга жена во Мавровка, на 27 гледавме како се тепаат. Зошто е присуството надворот на медиите општо прифатно, може да се применува, независно дали машки, женски, генерално. Така, најчесто поголем процент е статистички развиени на тоа за да се одржи моќта, да држење на моќ, на влијание на власт. Од страна на машките. Па, тоа е статистички така. Не. Тоа е докажано дека жените се повише жртви на нас. Јас не сакам да фаворизирам некого, искрено сум против и ако се врши насилие врз мажи. Генерално. Да.
Али генерално мислам дека насилството е најлесен начин за да се одржи моќ. Затоа што кога покажуваш сила, физичка особено, според некој што е послаб од тебе, но автоматски ти си да не го владееш. Пак тргнува од политичките партии, зависноста на луѓето од политичките партии, работата, немаштијата кај населението исто така предизвикува, значи насилство. Луѓето се обседнати со теми општествени кои што не се квалитетни. Малку е тешко да се одговори нели на двете прашања. Ајде прво тргнеме од второто за насилството. Веројатно станува збор за недостаток на вредности уште од помали години, особено во средини кои што помалку, каде што е помалку вперено окото на јавноста, поттаму се создаваат и оние, како да кажам, агресивни пориви. Од друга страна, ние и како општество сме малку склони кон тоа да си ја гледаме својата работа, така што ако би одел по улица и би забележал дека некој насилно се однесува кон девојка или пак девојка кон момче, се едно, претпоставам дека просечниот граѓанин најчесто ќе си продолжи по својот пат и ќе рече дека тоа не е негова работа. Така што верувам дека тоа е сериозен фактор во насилството. Сега дали тоа е точно како да речам, изворот на насилството, не може да утврдиме. Тоа се сериозни антрополошки истражувања и социолошки истражувања кои што треба да се направат и претпоставувам дека е нужно што порано да се прават такви истражувања, например центрите за социјална работа да бидат опремени со повеќе средства, подобар кадар, повеќе не можеби подобар кадар бидејќи не знам каков е кадарот, меѓутоа повеќе кадар, повеќе образован кадар, за да може да ги следат состојбите секој во својата област и да утврдат од каде е изворот на насилството. Места со отсутство на родител, алкохоличари, насилство и слично, и тоа влијајте исто така. Или не знам да си од околина кај што е тешко да се издржаваш и слично. Пример, што не можеме доволно да се стакнеме ради некои личности што имаат, да речеме, врски, што се така имаме некои наметнати проблеми, ставови, што мора да ги почитуваме некои. Едноставно некој млад човек не може да се истакне со неговите способности, со неговите амбиции, не може да ги покаже. Ради некои луѓе сега. Нали? Некои луѓе како кој мислиш, кој си отприлика? Па не знам, има некои луѓе што стварно мислат дека се кој знае што немаат ништо да покажат. Ама се такви поради не знам што некој стои позади нив. Во Македонија нема ништо за глади. Не, народот тука што е гнасен, прљав, неваспитан, некултурен, без респект, не те чека никој сега преку пат, нема тука респект еден со друг нема. Исто така и имам приметено дека веќе и многу млади немаат култура. Не зборувам за, мислам за нови генерации. Децата секогаш се во право, родителот имаат страв да подметни моќ на детето за да му каже дека јас треба ти да ме почитуваш мене, јас сум ти родител. И исто Губени се многу. да, исто дискутирав дека ето школи, факултети и такви работи многу често имаат кадар кај што професорот не се замарат тебе да те едуцират, поќе онака колку да поминет работа и после тоа ќе ти излезет и слаби ученици и слично. Мислам сепак имаат секакви, имаат и коректни професори и како што расте децата, ево има многу случаи кај што детето е гордо да добие кец или да каже дека го испровоцирал на наставникот, професорот и ќе дојде родителот без разлика на дали е во детето право или наставникот, професорот, родителот е секогаш баш на страна од детето. После тоа и произлегве многу деца без знаење, без основни манири и култура и тоа се одликува на општеството. Поискрени се луѓето на некој начин. Поискрени? Поискрени, да. Да си го искажат својот став без разлика за што и да е. Во државата? Надвор. Надвор. А тука попритаени сме некако на некој начин. А тоа што сме ваква држава, гледам дека на некој начин е блесинг, кој што ако бидеме тука го учиме да хардвер. Пример, затоа ако идеме надвор ни е премногу лесно, нели кога си продал вокал, танцуваш на бетон. Ја мислам дека од една страна е добро што сме се. Ама знаеш ако ние одиме надвор понекогаш освен за да видиме што се случува надвор, да го искусиме тоа надвор што го има, тоа што сме на некој начин притиснати дека од тука не можеме да најдеме решение. Така. Дали на пример ти си некогаш се нашол и што е тој момент на бес, на нешто некоја внатрешна фрустрација, комплекс, што го има кај сите, не само кај тебе зборам. Треба да си многу храбар. Тука.
ние многу често ја користиме државата како изговор за нашите неуспеси. Ако е за тоа ќе немало ни еден успешен пејач или предприемач или било што. И тука се може, меѓутоа тука е многу потешко. Во принцип неправда, во принцип тоа што не може да успее некој што стварно се учи, стварно се борил за самите своји ставови и желби што ги направи, него некој друг, некој што го бутаат врските, што помага некој напрема тато работи па го бутнал тој без разлика дали он е способен сам да се избори за тоа или не. Младите повеќе на запад, дека многу повеќе се слуша нивен глас, отколку по старата популација. А кај нас мислам дека тоа не е така, затоа што еве сите што завршуваме факултет и сепак работиме нешто што не ни е по струка, не се изразуваме дали доволно како младина, дали не сме сложни, не знам која е поентата, ама не сум задоволна. Јас не мислам клиентелистички дека во нашата држава има некаква разлика околу тоа дали, ако говориме за пратеник конкретно, дали пратеникот е маж или жена. Јас повеќе гледам една партизација дека секој се бори за интересите на својата партија, а не толку за другите интереси кои што би требало да ги застапува. За мене лично нема некое влијание дали кандидатот е маж или жена. Пред се има влијание како да речеме, неговата елоквентност, неговата програма, неговиот начин на изразување и слично. Со тоа што ние пак како држава не ни гласаме за пратеници како индивидуи, ние гласаме за листи пратенички, така што малку и тешко да ги следиме сите оние кои што се кандидати 20 во наша изборна единица и да знаеме. Имаше пропаганда, демек, еве ние се имаме коносител на листа жени, и ние се бориме за равноправноста на жената. Од таа гледна точка малку гола политика, популизам на некој Ако начин. бидам брутално искрено, мене малку ми е како да речем, ироничен концептот на коносител на листа, бидејќи такво нешто не постои. Има носител на листа и има лица кои што не се носители на листа. Ако сакаме да представиме равноправност или ако сакаме да представиме како политичка партија дека тежнееме кон еманципација на жената, тоа што треба да одиме со носител жена, а не сега коносител како некоја, како да речем, неутрална зона, за да го убедиме граѓанинот, просечниот граѓанин дека сепак сме за рамноправност, така што тоа не ми има мене некоја суштинска разлика, дури напротив можеби полошо ми изгледа, бидејќи ако се ценело кон промовирање на учеството повеќе жени во политиката, тоа што требало да бидат носители. Тоа е фер и тоа е искрениот пристап. А вака со коносители и со изнаоѓање на решенија кои што се како да речам, Хибридни некои речени. да, еве хибридни можеби терминот, тоа е веќе како да речам, веќе видена тактика во нашата држава и мислам дека нема некоја сериозно дејство. Тоа сето го отварат само заради партиите. Да гласат за нив. Добро, нема врска дали е женско или мачко, ако се бори за нешто правилно. Јас мислам за второто, дека е поќе да привлечеш гласови, дека еве има ти жена, луѓе, ама на крај дека ќе се избери таа жена или нешто. Не, мислам дека само така става за повеќе гласови од женски. Ја искрено не гласам, меѓутоа кога би гласал не ме интересира дали е машко или женско, гледам неговите капацитети.